Говорење само на бугарски јазик, носење на црни униформи за време на настава и низа други барања од страна на бугарскиот окупатор. Ова се причините поради кои пред 73 години велешките гимназијалци решија да го организираат тогашниот штрајк и да се спротивстават на таквите услови. Никола Стојанов е еден од учесниците во штрајкот. Вели дека тие 3 дена во март 42-та поминале во многу страв и закани. Се бунтувавме ученициве. Тие што беа најбунтовни, реши школската управа да ги исклучи од гимназијата. И се собра нашите родители, се собравме ние сите учениците, се собра граѓанство и се наполни тука пред општина. Беа исплашени управниците на општината, повика војска, дојде гарнизон, цел батальон наоружани, со пушките, ножеви на пушките, шмајзери, до нас и полицијата. Бегајте, ще ви истрепаме, таа го викаа војниците. Сепак гимназијалците не подлегнале на заканите. Веќе следното утро го одржале штрајкот, а по неколку дена се вратиле и на настава, постигнувајќи ја целта. И они увидоа дека ништо не можат да направат, пошто бевме единствени сите класови. Управата на гимназијата решила да го поништи тоа одлуката, тие 5 ученици што требаше да ги исклучат, и ги вратија тие 5 ученици, не вратија нас и така наставата продолжи. Општинската организација на Сојузот на борци од Велес и гимназијата Кочо Рацин ја одбележаа 73 годишнината од штрајкот на учениците во Велешката гимназија. Во дворот на основното училиште Благој Кирков, каде порано се наоѓала гимназијата, представници на повеќе општински делегации положија цвеќе и им оддадоа почит на велешките гимназијалци, а учениците од гимназијата одржаа и почесен марш. Доследноста и решителноста на младите ученици во нивната борба беше безпрекорна. Разбеснетите полициски власти мораат да бараат помош од своите колеги од Скопје за задушување на истите. Успехот на учениците уште повеќе го зби редот на младинците во гимназијата за уште порешителни акции против окупаторот. Овој настан подсетува дека Велешката гимназија на Македонија е дала низа значајни општествено-културни работници, но представува и поттик гимназијата да остане доследна на својата традиција.